верникот, муслиманот е должен да ја учи верата добра. Фарзи ајн, строга обврска, строга обавеза му е на секој еден муслиман, муслиманка да ја учат верата, основата на верата. Никој немој да го зема твоето место ти. Ти ќе бидеш прашан и јас утре број 1 во гроб, за тоа верувајне. Парво нешто што ќе бидеме прашани, за тоа верувајне. На Раббу, кој е твојот господар, треба да го научиш. Без ова нема дженнет. Која е твојата вера? Да го спозниш на Аллах Джелешану, кој е твојот господар? Аллах. Да, ама вели пегамбер сам, че има многу во гроб што ќе кажуваат, кога ќе ги прашаат мелеки мен Раббук, ла едри, не знам, а некој ќе кажуваа нешто луѓето, кажуваа ла илаха илаллах, кажуваа нешто. Не треба да го спознеш добро Аллах Джелешану. Да го научиш Аллах Джелешану, да го спознеш со неговите имиња, својства, атрибути, особини што ги поседуваат Аллах Джелешану. Да го знаеш кој е Аллах. Мораш да го научиш Аллах Джелешану, да знаеш кого ти го обожаваш, кого ти го молиш, од кого ти бараш. Кога бараш, ти бараш од Господарот на све што е створено. Раббул алемин, Господарот на сите светови. Ар-Разак, оној кој дава ризк. Аллах ги издржава на инсан, на джин, на 7 катови небеса, 7 катови земја, сите махлукати во вода, во копно, во воздух, све Аллах Джелешану ги храни на сите. Рискот е во раци од Аллах Джелешану. Аллаху акбар, Аллах е најголем. Нема нешто поголемо од Аллах. Нема ништо приближно, слично, немој да му се доближи ништо на Аллах. Тој е најсилен, таа е најсилна држава. Ништо нема сила освен Аллах. Ла хауле ва ла куввете илля билlah, нема сила и моќ освен на Аллаховата сила и моќ.